Нова епизода на подкаст Основано сомнение со мене Јанаки Митровски. Имам особена чест и задоволство и лично задоволство ова издание да кажам добре дојде на едно од најпрепознатливите ликови во македонскиот етер, долгогодишен и етаблиран новинар и моја генерација од факултет, и тоа е можеби поголемата титула. Добро вечер велиме за Славица Арсов. Добро вечер, здраво Јанаки, и мене ми е чест да ти бидам гостинка, ти го следам подкастот. Не сум очекувала дека ќе ме поканиш, затоа што Основано сомнение ти се вика подкастот. Не знаев какви се сомненија може да извадиш вечерва на маса, ама спремни сме да биде интересно. Искрено да ти кажам, подкастов го планирав од порано, умеѓу време има хиперинфлација на подкасти и са тоа се претпоставувам окей. Меѓутоа, кога го договаравме со Пеџа, тој ми беше концептот. Викам, ако е муабетот да треба да викаме старлети, сега да не го потребувам по грди зборови, или ефтина забава за народ, тоа не можам да го правам. И малку е тоа, и ти го зборнав, малку ми е тоа и како не личен пораз, него мене ме иритира тоа да Љупче Златев беше тука на подкаст и сега кажа, вика, ја да го извадам фалусот да го ставам на маса, 300.000 прегледи ќе има. Да викнеш доктор некој, ќе има 15.000 прегледи. Пита се народов како да сака се повеќе, дали социјалните мрежи тоа го протеви, ти си нели долгогодишен новинар, дали Сите социјалните се соочуваме со таа битка дека квалитетот, анализите, истражувањата добиваат многу помало внимание, сериозноста добива помало внимание во јавноста отколку забавата или како што кажат и некои поексплицитни содржини, но треба да има понуда за секого, за секој тип на публика. И јас верувам дека ти се имаш твојата публика, телевизијата во која јас работам си има своја специфична публика, така што сите треба да се трудиме за таа публика да го испорачаме најдоброто. Прво, само пред да почнеш ти, бидејќи сме колеги од факултет, како што кажа, ми е многу интересно што иако си веќе долги години етаблиран адвокат, следната година 15 години лиценца право. Честитки. После 15 години во тој сектор, како ти се одлучи да влезеш во оваа наша медиумска бара? Подолго време го размислував, немаше некоја посебна причина, можеби поише да сакам да ги нервирам, таа за пркос желба ме држи уште со годините, ми е поднамалена, морам да ти признавам, бунтовноста, меѓутоа бидејќи на факултет бев прилично бунтовен, меѓутоа и сега сум, но е намалена можеби желбата за пркос. Презирам политичари, цел живот сум ги презирал и тоа се уште ме држи. Тоа се сеќавам, да. Да, тоа. Меѓутоа, бидејќи ми беше колешка на факултета, јас сум многу пристрасен спрема мојата генерација студенти, зашто види, сега реално, кога ќе кажат студент, не е празна флускула, знаеш, најубави се студентски денови, стварно се најубави. Млад си, полн си со енергија, убав си, дор ти остане убава. Мораш. Меѓутоа, на вистина е тоа така и по принцип не помнам да сум се закрвил со некој, сигурно по некој сум се скарал, меѓутоа со никој не сум се закрвил и ти ни избега малце. Ќе дојдем и за тоа, со тоа и сакам да почнеме, малку и ни избега, меѓутоа работиме нели со добар дел од суди, нотари, адвокати. Меѓутоа ние многу бевме, ако памтиш, 1450 со се новинарство и политички. Да, само 900 студенти бевме правници. Така, 950. Зашто ни избега? Еве. Слушај, јас од сега да дотече медот од устата. Не, меѓутоа шегата на страна, исклучително интелигентна девојка, одличен студент, и мислам и просеци бркаше или имаше, не е битно. Зашто не продолжи? Сигурно сум дека би била одличен адвокат, да речем. Додека студиравме, бидејќи веќе работев, не знам колку се сеќаваш, јас од прва година на студија почнав да работам како новинар, уште имав дилема. Дали едното или другото ќе ми биде патот кој што ќе го изберам понатаму. Правото од секогаш ми било пасија и ден денеска многу се задлабочувам во процесите кои што се случуваат, во примената на законите, во компатибилноста на едни и други акти, значи тоа ми е останато веројатно всадено од факултетските денови. Но новинарството дека ќе ми биде определба, искрено сватив кога после студиите замина во Америка една година. Не знам дека беше. Таа година ми покажа дека новинарството може да биде поинакво од тоа што го гледавме и го практикувавме во земјава.
многу се инспирирав дека може да се трансформираат медиумите. Во тоа време излегоа социјални мрежи, Facebook беше нов, ние додека студиравме немаше 2009-та. Facebook. 2008-2009. Сега се откривме колку крај сме на студиите, возрастни. да, така е, да. Но тогаш, уште со самата појава на социјалните мрежи во Америка веќе се учеше на факултет како да се трансформираат медиумите за да се прилагодат на новото време, Така. какви содржини да креираат. Кај нас се уште тоа ниво домен на забава не спаѓаше, а камо ли да се отвори некоја сериозна дебата или да стане дел од универзитетски, од факултетски курикулум. И ден денеска не е, за жал. И ден денеска не е. Јас дипломиран бев кога отвори Facebook фактички. Така беше? Така, да. Така да, кога видов дека сите тие процеси многу сериозно исто и како, зборувам сега и како правник ме интересира, особено па и како новинар, многу повеќе се пронајдов во сето тоа, веќе имав изоден дел од патот, оние почетнички новинарски денови, кога те праќаат на секоја дупка и на секој најмал настан на кој никој не сака да отиде. Но се радувам што сум го поминала тоа, верувам и ти како адвокат, и јас сум благодарен за така е, за тоа искуство. И така, реално е така. Затоа што така најмногу се учи. Можело и ти си имал семејна канцеларија, етаблирана канцеларија, си можел да се однесуваш од првиот ден како... Немаше кај Марушата. Тоа е верувам, специфична карактеристика. Верувам дека и тоа било правата школа која си ја добил. Апсолутно. И јас сум срекна што додека студирав, ќе избегав малку од предавање, ќе отидев да снимам дали ѓубрето од контейнерите е собрано, па ќе се вратев на испит по трудово право, па назад и така натаму, но сето тоа мислам дека ми е непроценливо искуство. Образованието на правен факултет се надевам дека си уште е на тоа ниво на кој што беше кога ние учевме, не знам. Натри, види, факултетот е сенка од тоа што никогаш беше, ова не го кажувам да се ситам или со задоволство, напротив, мислам, јас сум едно од најдрагите места, значи, кога идам секогаш се ежам, мака кога имам потреба да отидам, многу ме убаво, сега бев и се уште работи, сигурно памтиш во чело напред на студентски прашања, тетка Зорка беше, баш ја видов, ја поздравив, многу прекрасен човек. Меѓутоа, види, самото пикот, не бевме ни ние пикот, година-две после нас, 1100-200 имаше на правен факултет, само на правен студии, и после тоа отиде драстично надоле. За сега, да ми кажуваат, кај мене што се девојчиња при правнициве, дека, например, пред 2-3 години дипломира, запишани на сите смерови 160 луѓе. Што е жално. Сега се малце дигнати 200-230 и сега тоа, види, и солувањето си го прави своето, и големиот број на приватни факултети си го направи своето, или на многу факултети правни. Добро, и пазарот си го направи своето, затоа што... Тоа, види, со самото тоа и самите професори не го негираат, квалитетот паѓа. Вика, јас уште да бидам строг, се знаеш, да не ги именуваме каков калибар на професори сме имале тешки, уште толку нема да се запишуваат. И го турна тоа квалитетот, инаку нема збор, без разлика дали јас персонално некој сакам или не сакам, немам лак на јазик, ти си поддипломатски, Фрчковски не го поднесувам. Меѓутоа како предавач одличен. Љубомир Фрчковски никогаш не би ти кажал нешто спротивно. И ние барем кога студиравме, не можам да кажам сега, види, не сум прима фаца и таму, дека беше исклучителен, се согласувам со тебе, исклучителен беше кадарот. Да. Мислам дека влијае и пазарот, напливот на побарувачка за кадарот, техничките факултети од електро, од машински, финки, јас големи таму побарувачката за отворени места, како што се снимаше на времето, ние сме праќале камери на кампусот на УКИМ пред економски и пред правен, сега таа редица се чека пред финки, меѓутоа и тоа ќе е минлива ера, затоа што потребите константно се менуваат на пазарот. Сега со вештачка интелигенција, голем дел од потенцијалите на ваквото високо образование ќе треба да се трансформираат или да исчезнат, така што ќе видиме што ќе се случува. Имав на оваа тема на колумна додека бев уште во Фокус, тоест додека пишав колумни во Фокус, се викаше Јустинијаново его, и како нормално сите овие околности, меѓутоа и егото професорско сметам дека беше проблем, затоа што кога ние студиравме, ова сум им го кажал на професориве, со кои што поголем дел од нив сум и во комуникација, сме соработувале, дека
И не беше баш на највисоко ниво односот со студентот, барем ние кога студиравме, значи елитистички пристап, кај дел не. Меѓутоа, ајде да го затвориме Јустинијан, тија начна таа тема. Инаку една од најлошите услуги што можеш да му ги направиш на своето дете е да, например, јас сум работел кај мајка ми у канцеларија или ти си имала мајка која што исто така била долгогодишен новинар, е да го инвалидизираш на тој начин, со тоа што ќе му сервираш све. Јас, Маруша беше старков на човек, значи 56 годиште, ја викав комуњар, не беше на идеолошки комунист, ама знаеш од тоа време, и југоносталгичар голем беше. Па речи се сите родители од мајка ми на оваа генерација. Етаблиран адвокат, канцеларија со 9 вработени, све супер, она ми викаше утре да се врати Југославија. Тоа време одма ќе да му држам и одма и ништо не ми треба. Затоа што луѓето живееле во еден среден да. систем, можеби не биле преоптеретени со одредени демократски придобивки кои потоа дошле со трансформацијата на системот, но не биле ни преоптеретени дали ќе ја заклучат вратата дома. Јасно. Тоа е една голема промена која што ја доживеале. Нивната генерација навистина неблагодарен период од животот има поминато во еден, па потоа во друг систем на живење со сосема различни предизвици, меѓу кои екзистенцијални, за кои што не морале да мислат претходно. Така што да, разбирам зошто било тоа така и кај нас дома често се води таа дискусија. Можеби не е паралелата иста, меѓутоа е слична. Значи, све сум правил како приправник, од се почина со варење кафе, да знаеш, тоа во адвокатска канцеларија, до она што е за фраканција купување бурек, ама не е за фраканција, зашто постари адвокати ќе те експлоатираат и на таков начин. Така меѓутоа тоа воопшто не е чинење зло, туку ти се прави добра услуга. Сега во тој дел кажи ми, хендикеп или предност или двете, ти беше што имаш мајка која што исто така, барем јас сум дете, а памтам сега, претпоставам дека е пенсионирана. Едно од најпознатите новинарски, најпрепознативи ликови новинарски, не само. Вести водеше она, така? Вести водеше, да. Не можам да најдам маана на сето тоа. Искрено, сум го размислувала од многу аспекти. Така, единствена да ме лажеш дека е хендикеп сега. Да. Единствено можеби што те прекинувам, кој јас сега да ти кажам дека мене ми било исто како на некое дете, како мајка ми што дошла од село Чардаклија и морала сама да се гура. Сигурно дека не ми било исто, сега би лажал да го кажам дека. Знаеш како би можела да замерам на родителите што многу рано ме запознале со тој медиумски свет, затоа што сум растала во македонска радио телевизија, мирисот на фризерницата од тоа време уште можам да го почувствувам, апсолутно. Стандардите тогаш беа повисоки во медиумите отколку сега. Тоа со своји очи, со детски очи, сум го посведочила. Апсолутно, да. Сакам да кажам, можеби од оваа перспектива, ако новинарството не е најпосакуваната професија во оваа држава, можам само да им замерам што рано ме инфицирале со вирусот медиумски, но од друга страна па не беа големи навивачи кога самата одлучив дека ќе влезам во тој сектор, така што и тоа не можам да им го замерам. Многу јасно ми и објективно и критички ми пристапија дека можеби новинарската професија ќе биде преголем предизвик, преголем залог, преголема инвестиција со премалку си девојче со капацитети, мислам. Сам жена веќе, извинувам. Добро, ама и особено за жена во јавна професија, јас имам перцепција дека е секогаш малку потешко да се изоди било кој пат, за разлика од Не дека не си во право, но меѓутоа мислам дека и сами не треба да се наметнувате таков менталитет. Не се наметнуваме, се бориме против тој. И треба. А предност ли беше? Сега не може да кажеш дека не е предност. А предност и ден денеска ми е големо задоволство кога ќе ми придат луѓе кои се сеќаваат или ја направиле поврзаноста помеѓу мене и мајка ми. Често и на социјалните мрежи ќе прочитам коментари дека сум ја наследила, тоа сето ми годи искрено. Ми е задоволство што на луѓето им е останата и розета во едно позитивно светло. Имаше црвена коса? Имаше во еден период. Да. Така ја паметам јас. Да, и се гордеам со тоа. Мислам што после толку години на телевизија задржала позитивен имидж во својата средина, во општеството, во државата и се трудам по тие стапки да го градам и сопствениот бренд. Цел животен работен век си во Сител? Цел работен век си во Сител? 2005 до денес.
Ти баш од прва факултет. Да. Кажи ми, на која позиција си сега? Не си главен одговор, не ги разбирам, затоа те прашам главен Јас сум одговор. уредник на информативната програма, тоа значи одговорна за вестите и другите информативни содржини во телевизијата. Колегата Ристо Самарџиев, кој ги координира на по широко поле, да речем, активностите и програмата и различните содржини кои не се само вести и информации. Затоа што телевизијата на крајот од денот во огромен дел не е вести, иако во нашите кругови најчесто така ја перцепираме, но тоа е во нашите кругови. Инаку многу почесто добивам прашања од граѓани кога се среќавам во секојдневието, кога ќе заврши таа серија или зошто оди во тој термина, не во некој друг. Прашање на кои со срамење немам одговор, затоа што не ми се навистина во тесното поле на интерес. Никој твои поранешни колеги или колешки, види, не можеш да доживееш, мислам, веројатно си свесна како интелигентна особа дека не може сите да те сакаат. И тоа е нормално и не гледам зашто би требало сите да те сакаат, но као изјави од типот дека не го заслужуваш тоа место или од кој на магаре паднала телевизијата, од тој тип некои коментари. Ти пречат ли еве искрено, те дираат ли такви изјави, особено со некој си работел, например, дека не се познавате? Види, како што ти кажав, од 2005 почнав да работам, во 21 година во новинарството, никогаш не сум напишала коментар за колега новинар. Да, точно, тоа е. Не сум искоментирала на туѓ коментар со некаква моја теза или мислење. Мислам дека во новинарството е многу важна и солидарност и поддршката. И се трудам да го правам тоа. И особено сега на позиција одговорна, во која еден сериозен тим на новинари работи заедно со мене, се трудам да бидам поддршка и ветер во грб, секако и критика кога има потреба, но конструктивна во насока на раст, во насока на подобрување, а никогаш не со некакво маловажување, девалвирање или сечење на крилјата на некој кој има амбиција. Дај Боже, повеќе луѓе да имаат амбиција во оваа професија. Тоа е мајндсет цело време те прекинувам, ама ми ја земаш мислата, тоа е мајндсет на победник, да знаеш. Еден од ја например обожавам да работам со приправници колку што имам време, затоа што тоа го имам се помалку. Тоа многу сакам да пренесувам знаење и некој ми кажа глуп коментар, па утре тој ќе излезе, ќе ми бил конкуренција или ќе бил подобар. Дај Боже да бидам, па ништо погор не би ме направило. Една од главните професионални цели ми е барем една дузина адвокати да извадам од мојата канцеларија. Ќе бидеш горд да кажеш дека дел од неговото портфолио и дел од неговата школа. Затоа што го бива секогаш има работа, секогаш ќе има работа, мислам, не би требало тоа да не плаши. Се согласувам. Мислам дека во едно тешко и турбулентно време сум ја преземала оваа улога, која што со голема одговорност ја чувствувам, така ја доживувам. Па 2017-18 година. Да. И во таа смисла преголема ми одговорноста спрема јавноста. Јас така го доживувам моето работење, затоа што е буквално на ачик, најнародски кажано, секој еден збор и секоја една поставка, да не речам погледите кон соговорниците се често предмет на анализа, колку строго некого сте гледали или колку сте биле меки кон некого, така што се трудам на вистина крајно професионално со одговорност кон јавноста и мислам дека публиката е таа која што кажува дали нешто е заслужено, дали некоја трансформација е била потребна и дали на крајот од денот таа донела поголема, повисока вредност и за тој медиум и генерално за една клима во општеството. Спрегата на политиката со новинарството е неизбежна. Не е тоа Македонија истично, нели нормално, значи во принцип ти во Америка види имаш Fox News кои што се хардкор про републиканци, CNN се хардкор про демократи, објективноста е на цена, меѓутоа, тоест не е на цена, но колку ќе се најутиш, колку не, си свесна дека своевремено, тоа не е сега така, не би те лажал, би го кажал и јавно, тоа сега не е случај, но своевремено телевизијата од која што си дел беше во сериозна спрега со тогаш владеачката партија, па види, јас мислам дека можеби и тоа е резултат на
на овие коментари, да можеби им не достига тоа време, да можеби влијанието им е сериозно намалено на одредени луѓе, па сега тоа им пречи. Меѓутоа, еве како се носите со тоа? Например, еден уредник на главен уредник на друга телевизија јавно се извини, вика добро, можеби сме биле регионална телевизија, еве се извинуваме и идеме понатаму. Сите голем дел од медиумите помина низ еден тежок период, еден сосема поинаков систем на функционирање и за среќа најголем дел од нив од тој систем излегува трансформирани, подобрени, попрофесионални со поинакви уредувачки стандарди. Денешните уредувачки стандарди во националните телевизии, па и да речам во сите поголеми медиуми кои имаат своји редакции, можат да се споредуваат со уредувачките стандарди во светот. Секако дека политиката секогаш ќе има претензии, амбиции, желби за влијание врз медиумите. И не е само политиката, секако и бизнисот, секоја општествено влијателна група го посакува собственото влијание и во медиумите. Но поставувањето на една процедура, на креирањето на еден тим кој што ќе биде отпорен на ниските страсти и ниските желби на овие групи на влијание е долгорочна инвестиција. И мислам дека најголем дел од медиумите тоа го направија. Имаат тимови кои во моментов работат професионално, одговорно и со почит кон сопствената публика, а не со одговорност само кон така наречените нарачатели или желбоиматели за влијание во медиумите. Така што мислам дека тоа е променето, се надевам дека е трајно. Ние сме многу мал пазар, многу малку луѓе работат во ова, иако статистички имаме голем број на медиуми, ние имаме многу малку сериозни редакции во државата. Се надевам дека овој систем ќе продолжи да функционира вака, затоа што е многу здраво за општеството да има објективни медиуми, да се поставуваат критички прашања, функционерите да бидат повикувани на одговорност за својата работа и функционерите ги прави тоа подобри. Не знам ти колку си забележал дека секој еден, еве ќе речеме само политичар, иако тоа важи за секој еден политичар е подобар кога ќе добие потешки прашања. Подобро одговара, повеќе е вклучен во самата дискусија. Секој сака по линија на помал отпор да го има својот јавен настап, но реалноста е дека секој од нас е подобар кога ќе биде предизвикан. Еве ти ме предизвикуваш со прашањата, јас се трудам да бидам подобра. Не, така. На почетокот се смешкавме, сега се усериозивме. Ова ми суптилни забелешки, многу си дипломатски способна така да даваш добри дипломатски забелешки. Што е со порталите? Дали ви се нелојална конкуренција? Реално, еве сега се изрегулира прв пат, меѓутоа долги години можеш па баш секоја будала, да ми извиниш на израз, да отвори. Не, сега може секој да отвори. Добро, да, ама не беше ни во законска Јас искрено мислам дека претходните измени на законов за медиуми мислам дека беа 2012, ти ќе ме поправиш, бидејќи тоа не го пратам, но мислам дека тогаш и намерно не ги вклучија порталите за да може така. Бидејќи кај нас законот за граѓанска одговорност од клевета навреда е таков дека за пренесена вест не се одговара и сега порталот XY пишал дека лидерот на опозицијата не знам е хомосексуалец, се тропам нормално, карикирам, и сите медиуми пренесуваат и немаат одговор, бидејќи порталот рекол, вили се нелојална конкуренција порталите, може ли подобро да се регулираат? Јас не ги гледам порталите како нелојална конкуренција на телевизиите. Нормално е со промената на самите очекувања на публиката да се трансформира и тој сектор. Ако сакаат луѓето да портали што се сериозни медиуми да се добија, сам говорам сега да ме знаеш. Така, те разбрав. Човек портал. Те разбрав целосно. Цели редакции. Ако вие сакате да си ги читате вестите кратки на интернет наутро, а телевизиите емитуваат вести во попладневните часови, мора да се создаде на пазарот некој кој ги ги сите телевизии имаат портали. Тие содржини, апсолутно. Сакам да кажам, се создаде една потреба, се создаде една понуда, можеби преголема. Преголема велам не затоа што тоа е преголема конкуренција, туку затоа што ние немаме пазар на пари за толков број на медиуми. Ние немаме Точно, тоа. Ние немаме рекламен колач кој што може да задоволи
по стандарди да работат и профит да имаат илјадници веб медиуми во земјата. Медиумскиот колач во Македонија е околу 20 милиони евра годишно. Тоа е ништо помалку од парите кои ги добива македонската радио телевизија, на пример. Значи, многу малку пари се распределуваат на сите медиуми. Но целиот колач, сега не сум точно сигурна за бројките, но да речеме една генерална слика, околу 100 милиони. Останатите пари не одат во медиумите, туку одат на социјалните мрежи, на платформите за други типови на промоција на адвертајзерите. Тоа значи дека нелојалната конкуренција на македонските медиуми не може да ја бараме во македонските медиуми, туку треба да ја бараме во платформите и во социјалните мрежи. Затоа што таму оди најголем дел од огласувањето и на нашите компании, и па дури и на политичките партии, ако сакате, кои располагаат со државни пари во кампањи. Значи, ќе видите дека најголем дел од парите се трошат на социјални мрежи. И тоа е нешто што не може да се спречи, секој има право да се рекламира онаму каде што смета дека ќе најде сопствената публика, но тоа е екзистенцијален проблем за медиумите во Македонија. Сега, може би е неблагодарно прашање да те прашам, но како ги цениш обидите да се врати државното финансирање на медиумите? Ова што го зборуваш држи вода, дека со екзистенција се соочувате со проблеми од тој тип. Меѓутоа не можеш и да ми негираш дека тоа не е плодна почва за корупција. Значи, сега знаеме сите инвестите на Сител, да не употребаме еден познат терминот, поранешниот главен и одговорен уредник на Штолича, тоа сигурно не оди гратис. Како да се направи баланс? Не можеш да ме убедиш сега дека јас ќе ти давам, не знам, 2-3 милиони евра годишно и дека ти слободно ќе можеш да ме критикуваш, јас тоа ќе го трпам и следната година повторно ќе ти давам 2-3 милиони евра. Секој што ќе ти даде токава количина на пари, сигурно дека очекува против услуга. Распределбата на пари по критериуми не може да биде предмет или почва за корупција. Ако субвенциите во земјоделието се делат според критериуми, ако субвенциите во било кој сектор се делат според критериуми, на тој начин може да се делат според јасни критериуми и државните пари во медиумите. Не подценуваш интелигенцијата. Не, апсолутно. По јасни критериуми и дека нема да има влијание политиката на таков начин, тоа не држи вода. Ако медиумите сами воспостават систем според кој одредени мерења ќе бидат земени предвид при распределбата или учеството во сето тоа, мислам дека е многу важно тоа со диалог да се направи. Значи медиумите, здруженијата на новинари и државата да имаат некаков консензус околу тоа прашање, затоа што види, ќе има некои прашања за кои што стварно ни е потребна поголема јавна свест. Например, еве го Safe City. Така имаше потреба од еден месец во кој што граѓаните ќе се запознаат. Ќе беше уште што беше одлично, да. Ќе беше уште подобро ако може одредени правила малку и поагресивно да бидат презентирани во јавноста. Значи, збориме за потреба откривање на јавна свест за некое прашање. Една казна во градска средина не сум добил, едноставно си се навикнавме и тоа е тоа. За Safe City зборувам. Да. Има теми за кои што можеби треба се уште да постои, и тоа може повторно да биде утврдено со некаков консензус политички, па и заедно со медиумите, кои се тие теми за кои општеството има потреба да ја едуцира јавноста. Ако постои таков договор, јас сум за. Си имала ли некојаш политичка понуда да влезеш во политика? Сигурно си имала видлива личност со нормално одредено влијание. Сум имала понуди, не сум се гледала во тој свет. Од другата страна, за мене секогаш било поудобно. Како што гледаш и тука, јас повеќе сакам да те прашувам отколку да ти одговарам. Тоа ми е веројатно во духот и така што имало, меѓутоа новинарството ми било избор. Не ке ме никога да наљутиме, меѓутоа чувствувам дека ќе налутиме вака како ќе кажеш. Кој ти бил кој е вака редовно добар соговорник? Еве од политичари, ако и не мора да е политичар, јавна личност која ти е редовно онака баш со песна да му правиш интервју, да ти дое на вести и така натаму. За мене тоа никогаш не е политичар. Со политичарите секогаш има поголема тензија при интервјуата, зошто е тоа така?
не затоа што се лутат, туку затоа што носат оние одредена одговорност, особено оние кои што се на власт или па дури ако биле во еден период и располагале со јавни пари, имаат одговорност да дадат отчет за сработеното, така што и кај мене одговорноста кога ги поставам прашањата е многу висока и кај нив постои тензија во однос на целиот разговор. Попријатно ми е кога зборувам за теми за кои нема толкав јавен притисок, а кои што се многу важни. Ние многу малку зборуваме за теми од, не знам, ментално здравје, растење деца, квалитет на образовен систем, квалитет на социјални услуги, градинки, значи ние не отвараме поради тоа што сме преплавени со дневно-политички теми, не отвараме многу теми кои што на дневна основа и тебе и мене повеќе ни значат. И тебе и мене повеќе ни значи каква е ситуацијата во градинките, дали се тие на соодветно ниво за згрижување на деца, отколку дали спикерот на парламентот се спречкал со координаторот на одредена пратеничка група, искрено. Не знам како тоа влијае на добробитта и секојдневниот живот на граѓаните. Мислам дека воопшто не влијае. Значи до крај пак не ми откриваш која личност е вака добар соговорник. Ќе го пофалиме. Знам што сакаш да видиш име на политичари. Не, јавна личност која што на пример баш одличен соговорник. Не мора да е политичар. Може би ме инспирира, ќе ми дадеш малку време и до после кога ќе се сетам ќе ти кажам. Еве на пример малку поинакво прашање. Кој ти останал, например, желба да го викнеш на вести, да го интервјуираш, а например не си успеала досега? Има ли такви во Македонија? Па во Македонија нема, ја би сакала еве шпанскиот премиер да го интервјуирам и ми изгледа како соговорник кој ќе има што да понуди, особено поради сега затегнатите односи со САД. Кој новинар не би сакал Доналд Трамп да го интервјуира? Не, реално, но секако дека не би сакала Доналд Трамп. Би сакала секако. Така што таму би целела, некаде подалеку, нешто понедостапно. Во Македонија мислам дека горе-долу сите оние кои што имале општествено влијание, па во одреден момент седнале и огромно зачудување за мене е вториот мандат на Трамп. Јас мислам, реално, знаеш, па баш не е така баш ни е гајле, има импакт нормално. Во Македонија меѓутоа види надворешната политика на САД е константа од Втора светска војна навака, не дека баш до тој степен се менува. Добро види, има разлики, например невладиниот сектор во Македонија се полуугуши од кога го скина USAID. И тоа е факт, не дека нема импакт, меѓутоа првиот мандат му беше реално одличен. Мојата балдаска е на хардкор републиканка? Да, затоа што и онај амерички државјанин. И она живееше таму, не е са ние тука не сме виделе, па само ќе излезе ќе каже економијата ни е супер, вика, неки тие 4 години, вика, прва лига. Неколку војни завршија, не почнаа нова и така натаму. Меѓутоа вториот мандат и ова што се случува со Иран е жива катастрофа, тоа вака како мој Путин. Ако некогаш имам можност да го интервјуирам, ќе седнеме, ќе направиме консултација претходна и со балдската. Без неја за ништо. Не, види, има тенденција, тој феномен, тенденција има диаспората да биде по-конзервативна, по-националистичка, меѓутоа има зашто е тоа. Тоа не сум го сватил дека не сум имал толку близок човек да е надвор. Па види, например, тие во Илионис државата има 41 македонци живеат. Тоа не е малце и у принцип се околу црквата се дружат. И така у принцип мислам дека во поголемен дел затоа и се поконзервативни, веројатно и носталгијата за дома. Види, она се врати. Она се тука живее 21-а, 22-а се врати. Ти зборам, добро, се работи за америчка фирма и за америчка плата, така и ја би се вратил. Меѓутоа сакам да ти кажам, во ниеден момент не и беше прашањето тоа дали ќе се вратам, туку кога ќе се вратам. Има најава сега, например, тоест најава, апел има од владава да се враќаат младиве. Меѓутоа тоа колку е важно не знам, а еве кога сме таму и ме потсети, можеме да направиме апел и на што ти спомнав дека еден колега те свигаше многу, се надевам сарма немаме се наѓути за овој факултет кој што например види, он е директор у една од најголемите светски банки. Зашто би се вратил тука? Меѓутоа поголемиот дел ја немаат сите таа успешна приказна, затоа што знаеш дека поголемиот дел са буквално слугуваат, одат и аргатат. Добро,
во минатото, веројатно таа генерација за која што зборуваме кога се иселила, да се селиме зашто имаше виза. прво што беше претешко да се иселиш, меѓутоа потребата да се иселиш можеби беше поголема од економски аспект за наоѓање на работа. Ние имавме 30-40% невработаност во периодот кога се ти почнувавме да работиме. Ние сите сме почнувале да работиме од страв дека можеби утре ќе нема каде. Но сега не е тој проблемот. Ние имаме сега недостаток на работна сила. Значи, никој нема потреба да се исели поради тоа што треба да најде работа. Сега мислам дека многу повеќе меките фактори, општествените фактори влијаат на тоа луѓето да не се пронаоѓаат, да не си го пронаоѓаат мирот тука. Тоа не значи да не си ја сакаш државата. Јас не можам да осудам некој кој што решил да се замени, да кажам дека тој не е патриот затоа што решил да живее во Германија или во Америка или било каде. Многу повеќе им влијае на луѓето дали здравствениот сектора, како што треба, дали градинките се соодветни, дали децата имаат учебници, така, дали за пасош се чека колона. Тоа е тоа кое што ги фрустрира, ги гуши, да не зборуваме за воздухот и за другите еколошки теми. Особено млади, паметни деца. Мислам, види, малце со нашиот факултет знаеш дека сме хендикепирани во тој дел, затоа што своевремено Истава Балдезава ме убедуваше да се иселиме. Вика, зашо не дојдете тука? Вика, ти тука парче ќе прешам. Тоа беше пред 7 години, мислам 33 години имав. И едно време, и како она почиња да ми ја полни главата, Чикаго University отвара дисперзирани магистерски во Солун. И живи се едно време се мислев, ама сега знаеш како ќе треба. Имаше мислам некои наши колеги кои што почнаа тоа да работат. Чичевалиев. Да. Баш така. Емиграционо дали работат? Да, мислам дека се таму. Прилично успешни. Да. Мислам дека се на релација Чикаго Македонија, они не си селија, него живеат на релација, не е баш. Добро, не знам, не сум во текама. Но беа на тие магистерски студии, ако мислам дека си во право во тој дел. Имаше историја, наш пар во Исланд живее. Вика, во Исланд, освен за пасош, кај што мораш да идеш физички да се сликаш, све се вади на интернет. Сите уверенија, сите потврди од полиција, се можеш да изведиш. Ние сме во она дигитална дупка, значи, видите, молам, значи, сите тие работи можеш да ги дигитализираш. Ние се и министерство имаме за дигитализација, ама никако да се дигитализираме и да го поедноставиме живот. Бе во Естонија и таму тоа пред повеќе години. Што исто посткомунистичка земја, буквално не постои принтер, нема во канцеларијата принтери, не им треба. Се во паметниот телефон, целокупната идентификација. И вика, единствено нешто што можеш лично да го направиш, да отидеш на шалтер на нашки преведено и не можеш преку апликација, тоа е да купиш или да продадеш имот и да се разведеш или да се венчаш, затоа што тие работи може некој буквално со пиштол на глава да те принуди да ги направиш. Се друго, не постои принтер, не постои хартија, нема шалтер и тоа е ветената земја. Мислам, тој начин на функционирање, мислам дека ќе не ослободи од многу проблеми кои ги имаме во моментов, вклучително и дел од корупцијата на пониско ниво и нефункционалноста на системот. Не знам дали постои уште тоа 100 грама кафе. Така кога бевме деца постои. Тоа е култура. Тоа е нашата култура. Да, ама види и менталитетот кај луѓето е таков. Јас кај Миро Кацаров бев во ова што го прави со детектор за лаги, као. Интересен концепт, поземене, горед нема оригинална идеја, ти он го кажува тоа. И тоа бе едно од прашањата му беше тоа. Дали вика се барало од тебе да ме подкуп да дадеш. Секој втор тоа го бара и го очекува и бидејќи така размислуваат и така натаму и така натаму. Меѓутоа јас многу пати сум говорил далеку од тоа дека нема корупција, че да не се лажеме, има и актуелен случај и така натаму. Меѓутоа дека не ни оддалеку не е на тој степен како што луѓето мислат. Затоа што буквално размислувањето општо е дека се сите подкупливи и дека се сите подмитливи. Меѓутоа јас сметам например баш дека политичката корупција е она што е главниот проблем, а не кеш корупцијата, далеку дека не е проблем, мислам. Добро, види кога ќе видиме во јавноста некој случај со задзидани пари во под зид, се креира еден впечаток дека неброени пари се сливаат во коруптивни активности. Добро, и значителна сума беше. Веројатно постојат повеќе такви случаи, но мора да се врши притисок тоа да се минува, затоа што ако не веруваш во судот, еве ти тоа го работиш, ако не веруваш дека судот ќе пресуди според закон, кој ќе те заштити од било која друга неправда во системот?
И за крај исто така, види, малку се претерува во перцепцијата, а тоа го прават и политичарите, односно го форсираат тој наратив, 2% доверба, 2% доверба, 2% доверба. Тоа 2% доверба прво произлегува од состојбата не е задоволителна, да не ме разбереш погрешно, јас милион пати сум го критикувал судството и тоа што сум јас во позиција да тоа мене директна штета ми носи, значи директна штета си правам непријатели, но не ми менува затоа што јас не можам на 40 години да се променам. Сакам да ти кажам 2% од една анкета каде што апсолутна доверба беше 2%. Релативна доверба беше 16. Ајде да направиме една иста таква анкета колку е апсолутна доверба во владата, во парламентот, во политичките партии, ја те уверувам дека ќе биде прилично ниско. Да, голем дел и од оние кои го коментираат ова како бројка, нивниот личен рейтинг не може да надмине 1% доверба, но нивниот личен рейтинг искрено нас како граѓани ништо не ни менува. Дали јавност има доверба во некој политичар или нема, тоа е само негов личен проблем. Так. Ама дали имаме судство и обвинителство кое што нас ке на заштити кога ќе се соочиме со предизвици, тоа ни менува. Затоа е таа доверба важно да се заслужи и тоа е предизвикот кој што стои пред оние кои што ги креираат политиките во тој дел. Дали се тоа претседатели на судови, дали се судски совети, јавно обвинителски совети, собрание, министар за правда и така. Тоа е одговорноста нас да не увери дека има кој да не заштити ако се соочиме со неправда. И јас немам чувство дека системот функционира во мој интерес или во моја полза како граѓани. Се согласувам со тебе, меѓутоа знаеш како, еве например чисто да не да трнеме корупција, дека постои, дека речи си нема ултра богат човек во Македонија што правил криминал, бил обвинет па лежал реално затвор, но знаеш како, ајде да збориме за спороста на одлуките, например. На апелационен суд Скопје просек на чекање за одлука е 2 години. Знае да биде 3, знае да биде и 4. Тоа е абнормално долго. Ако ти имаш осигурителна компанија, јас те тужам за штета и предметот отиде на апелација, јас како оштетен ќе чекам предолго, ти ќе плаќаш камати бидејќи од првостепена пресуда тече каматата. Да. Чуму треба да плати 35-6% камата, а законски е дека треба за 6 месеци да одлучат. Меѓутоа тоа си има свое зашто. Например, има хроничен недостаток на кадри. Ние кога студиравме беа 650 судии, сега се мислам дека под 400. Да. 380 судии и многу повеќе фали помошен кадар. Значи помошен кадар, стручни служби многу тешко се наоѓаат. Сега еве има некоја најава од премиерот дека као 200 вработувања за записничари ќе има во записничарки фалат. Не може да функционира основно јавно обвинителство Струмица со една записничарка на 7 обвинители или колку и да се. Гостивари исто. Нема ли начин како тоа да се дигитализира? Така да се снима, од сето тоа да излезе некаков транскрипт, да размислувам малку понапред. Убава тема, браво, убава тема, но кај нас, например, јас сум пропонент за тоа дека сите судења треба да се снимаат, особено ние кај што по закон треба да се исклучи јавноста нормално. Например, ти види во САД, сите имаат YouTube канали, сите судови, кај што можеш сите судија да ги гледаш, меѓутоа адвокатите со тоа немаат проблем, со тоа имаат проблем судиите и обвинителите се. Зошто е тоа така? Противници, тоа мислам дека го знаеш одговорот на тоа прашање и јавноста не е тешко да претпостави, но јас сум силен пропонент на кога се бунтував на една судика со која што постојано сме во војна, ама и не се мразиме. Вака имаме респектабилен однос. Истото ми го збореше, едва и чекам вели да почне да се снима, демек да се снимаат судењата, велам и јас едва чекам да се гледам после. Јавноста и транспарентноста е најголема заштита од притисок. Апсолутно. И на тој судија му е најлесно да работи онака како што верувам дека секој лично и сака да работи, најпрофесионално што може. Најлесно му е ако тоа е пред очи на јавност. Јас. Значи нема тука бегање. Има како ќе ги може да се исклучат коментарите на YouTube се за да не биде ефтена забава да ги плукаат и тоа е тоа. Така е апсолутно. Така што во некоја иднина се надам дека тоа ќе биде од помош или ќе го подобри системот. Последно прашање. Остануваш во новинарство или правиш трансфер кај нас? Кај вас во адвокатурата? Какво прашање? Нема ли, јас се уште сакам да те убедам да... Зошто? Зошто не мислиш дека можам тие вештини да ги користам во новинарството?
Не е исто, види, сакам интелигентни Јас, например, многу се радувам што како адвокат учествуваш во ваков проект како што е овој проект. Не е ова класичен, добре, медиумски далеку дека не е, меѓутоа знаеш колку многу сакам интелигентни луѓе, ти беше едно од најинтелигентните студенти од мојата генерација, во која што сум заљубен ден денес, пристрасен сум према сите. Ме сретна девојка некоја во Охрида, вика студиравме заедно и се знаеш, не можеш сите да ги памтиш нормално. Се немаш карано со сите на предавања. Со мене многу се караше на предавања, затоа ме запамти. Не, водевме многу дебати. Јас така ми остави впечаток уште. Значи не правиш трансфер, дефинитивно. Во студентски денови, да. Инаку ја видов случајно, бидејќи го спомна и трудово право, претпоставам дека беше кај Газиме Станован или она се пензионираше, и ја видов случајно на улица, нормално ја поздравив. И се чуди, викам, имав суканици, викам, обетки, И види, јас не те памтев по суканиците, туку по тоа што на тезите на професорите контрираше, не само на тезите на колегите, и ми остави впечаток уште тогаш таа бунтовност и сега да ја раскажувам, бидејќи сега си човек кој што привлекува внимание во јавноста и во работата што ја работиш и вака генерално, па и со коментари на социјални мрежи, често ќе ти се спомни името и јас секогаш кажувам дека беше како студент уште човек кој што се спротивставуваше на едноумие. Значи нема едноумие, мора да има дебата и секој има право да има различен став и тоа ти го почитувам и затоа и оваа вечер ми беше навистина драго да бидам. Мене ми беше повеќе од драго, ти благодарам за одвоеното време. Фала ти многу.